Уставниот суд го отфрли како неосновано барањето за заштита на слободите и правата на професорката по уставно право Тања Каракамишева, која во 2019 година реагираше дека со потпишување на договорот од Нивици и се повредени правото за забрана од дискриминација и правото на слобода на мисла и изразување. У изјава за Алфа професорката вели дека не е изненадана од како што ја нарече оваа политичка игранка, во која јасно се испраќа и пораката до македонскиот народ дека не постои институција во која ќе може да ги бараат своите права. Сосем очекувано, искрено да ви кажам, и кога поднесов граѓанска тужба до основен суд и до после пожалба на одлуката на основниот до апелација, каде што мојата жалба беше отфрлена како апсолутно ненадлежни, судовите се прогласија и ме упатија да ја доставам жалбата или барањето за заштита на моите права до уставен суд. Јасна ми беше целата игранка, меѓутоа јас пак ќе кажам, не отстапувам од она што сум сигурна дека со договорот од Преспа дека со действијата кои што беа преземени врз основа на склучен договор се повредени не само моите лични и неотуѓиви права, туку и правата на сите македонци, и тоа ќе го докажам пред многу повисоки инстанци. Спред уставниот судија Осман Кадрил, представката на Каракамишева се одбива бидејќи нејзиното барање кое се однесува на конкретниот договор не представувала индивидуален акт за да бидат повредувани индивидуалните права. Врз основа на поединечност, подносителот овде се повикува на конечната спогодба и на начин на кој е елаборирано. Спогодбата не представува индивидуален акт. Спогодбата и преземените действија во сите фази не станува збор за индивидуални действија со кои може да бидат повредени индивидуални права на поедини индивидуи, групи граѓани или правни лица. Каракамишева вели дека нема да биде изненадена доколку ваквото сценарио се повтори и при евентуални поднесени приставки за договорот со Бугарија, односно по нивното барање за отворање на уставот. Јасно е сценариото кое се спроведува, вели, а целта е да се демотивираат македонските граѓани дека ниту една нивна приставка и тужба нема да биде одговорена на начин на кој што очекуваат, децидна е професорката. Јасно е сценариото, практично со ова се даде до знаење до сите македонски граѓани дека ниту една представка, ниту едно барање, ниту една нивна тужба нема да биде одговорена на начин на кој што граѓаните очекуваат согласно меѓународното право и националното право. Јасно е дека ова е практично политичка игранка која што се прави со цел да се демотивираат македонските граѓани дека не може да најдат, дека тие се немокни, дека не може да најдат чаре на ваквата деструктивна политика која што ја води власта. Битката за докажување на повредата на човековите права и слободи, професорката Каракамишева ќе ја продолжи пред судот за човекови права во Страсбург.